Благодарам, добар ден на сите и од мене. Прво ви благодарам што денеска дојдовте, бидејќи ние ги почнуваме дебатите од втората недела и ќе зборуваме за вториот столб. Зошто мислиме дека е важно да има дебата? Сите овие години од 2006 наваму немавме никакви дебати. Не зборувавме за што е битно и што треба да се менува во општеството. Ние имаме визија, знаеме што сакаме да направиме, но исто така чувствуваме одговорност дека Македонија се наоѓа на пресвртна точка, ќе биде или нема да биде, ќе продолжат масовните иселувања или не, економијата ќе оди нагоре или уште повеќе ќе паѓа. Значи, знаеме што сакаме да направиме, но мислиме дека не сме најпаметните. Затоа, секое ваше мислење на овие дебати. Вчера бевме во Кичево, минатата недела имавме 2 во Скопје, уште 4 низ Македонија. Ние внимателно ги запишуваме предлозите, критиките. Значи, дури критиките ни се важни. Може би за нешто и не сме во право. Ќе го анализираме тоа. Сега, воведуваме и да можете мейлови да ни пратите и тоа ќе ни биде корисно. Значи, еве го мейлот визијата за Македонија @gmail.com. Секој, дури ако не стигне тука да го постави сугестијата, да ја даде, да постави предлог, ве молам напишете ни, ние ќе го разгледаме. Океј, денеска презентацијата ќе биде, значи ќе гледаме да бидеме кратки, многу повеќе од времето, некаде 3/4 од времето, да го оставиме за дебата тука. Иначе ќе презентираме јас и Кире, овој плавиот дел, јас ќе го презентирам црвениот Кире. Значи ја ќе зборувам уште еднаш што е нашата цел, бидејќи мислиме дека кога се дизајнираат политики, кога се обидуваме да направиме промени, се мора целта е таа што ги детерминира работите. Значи, накратко ќе кажам кој е нашиот пат до целта, како ние го замислуваме. Потоа ќе зборувам за вториот столб. Фала Мила. Значи, ќе зборувам за вториот столб, за дебатите од оваа недела, зашто мислиме дека треба да се воведат и што мислиме со нив да направиме, зашто се тие потребни. И на крај, бидејќи ова е дебата пред се од, ние нарековме, праведен даночен систем наместо заштита на богатите, малце ќе влезам во емпириските основи. Значи, малце ќе зборувам во неколку слайда и за емпириската литература од оваа област, во даноците. Бидејќи тоа го зборуваме од првата дебата, мислиме дека во Македонија целиот овој период на нивото на дебатата беше премногу ниска, посебно во политиката. Ние се обидуваме нивото на дебатата да го кренеме. Значи, да престанеме со лични, односно во оваа општество се престане со лични омаловажувања и навреди, туку да се зборува за работите, кои што сакаме да ги менуваме, но на едно вистинско, подобро ниво. Океј, Кире ќе зборува за ефектите од рамниот данок. Значи, иако имаме кратка серија, може и некои емпириски заклучоци тука да се изведат и кои се нашите предлози во овој дел. Нашата цел, ова го повторуваме на секоја дебата, е да кажеме стоп за нееднаквоста во општеството. Зошто? Македонија е општество со најголема нееднаквост во Европа. И тоа нееднаквост која што има многу различни форми. Значи, имаме податоци дека имаме најголема нееднаквост во доходот во Европа, значи јазот во тековните доходи, плати, пензии и сите други видови на тековни доходи помеѓу една мала група и сите останати е најголема во Македонија во споредба со било која друга земја во Европа. Уште е полоша нееднаквоста на стекнатиот имот. Иако нема екзактни податоци за тоа. Исто така, нееднаквоста има и многу други форми. Значи, нееднаквост пред судови, нееднаквост во закони, нееднаквост партиска книшка која што ви дава предност пред знаење и способности. Значи, ние кажуваме стоп на тоа. Сега тоа да го смениме. Ние велиме, се бориме за средна класа. Зошто имаме право да се бориме? Минатиот пат во детали ова го објаснувавме, сега е само на кратко. Кај нас е збришана средната класа. Тука може да видите дека само 25% од домакинствата во Македонија може да се рече дека живеат во средна класа. За нас средна класа е да се има доволно средства да се задоволат трошоците за храна и домување и да остане некоја
третина од доходот за некои дискрециони трошења. Значи, ова е дефиниција која што е прифатена во светот. Што е нашата цел? Ние сакаме овие групи од население кои што тука ги гледате на графиконот со црвено. Значи, тоа се некаде почнувајќи од 7-та, 6-та, 5-та група на домакинства, кои сега се надвор од средната класа, кои во секоја нормална земја би требало да бидат вклучени, полека да ги враќаме. Значи, 4-та, 3-та, додиме надолу, нивниот приход да се зголемува и да го надминуваат прагот кој што е потребен за да влезат во средна класа. Тоа значи дека нашите политики ќе бидат, односно се дизајнирани како овие средишни групи во општеството да добиваат повеќе приходи, било преку вработување, но и преку различни форми. Еве денеска ќе зборуваме како можеме да направиме редизајнирање на даночната политика. Сега, кога зборуваме за даночна политика, сега не треба да се занесуваме дека ако ги промениме даноците, дека ние ќе ја постигнеме средната класа. Овде има ова е добар пример кој што ние мислиме дека е важен. Значи, ако сакаме да дојдеме до средна класа, мора да сватиме во ова општество дека прво треба да го смениме начинот на размислување. Значи, нашата свест мора да ја менуваме. Еве, на пример, имате две слики. Ова се две различни земји. Сега, јас тука ве прашувам, кој мислите дека е социјалдемократски модел? Кој е оној модел кој што се залага за средна класа? Тоа е прво прашање. И второ, кој што е поврзано. Која е земја која има повисок животен стандард од овие две земји? Например, првата слика, гледате дека приказната во оваа слика е дека да сте фраер во град, треба да имате многу добра кола, луксузна кола, да имате джип, не знам, да сте професор на факултет, ќе бидете подобар професор ако носите најскапо одело, а не да пишувате добри научни трудови, не знам, и така натаму. Тоа е приказната, првата приказна. Втората приказна е приказна каде што гледате еднакви коли, значи немате джипови, немате луксузни возила, каде што сите коли се горе-доле исти. Имате тука, не знам, Opel Corsi, не знам, Punta, некои Fiat-и или Фордови кои што се баш средна класа на возила. Сега, која мислите дека е која земја? Првата земја е Монголија. Има GDP per capita 4000 во 2014 година, $4100. Втората земја е Данска. Има GDP per capita $60,000. Ако отидете во втората земја, ќе видите дека тука луѓето, значи, таа средна класа, и ако видите податоци, ќе видите дека е многу широка. Значи, таа е далеку во проценти побројна во општеството, отколку нашите 25%. Иако ја можам многу да зборувам, има и дилеми дали се стварно 25, може се уште помоца. Идејата ми е тука да ова мораме да почнеме да го зборуваме. Значи, за да правиме средна класа, ние мораме да менуваме нашата свест и да го менуваме начинот во кој што ги гледаме работите. Сега, мислиме дека овие дебати треба и тоа да го расшират. Не е доволно само да излегуваме со мерки и да кажуваме ова треба да се смени и тоа, ако не почнеме да ги менуваме работите во нашето општество, пред се во начинот на гледањето. Како да ја вратиме средната класа? Значи, ние мислиме дека со програмите во 100 чекори, 1000 или милион чекори, надградени и проширени, какви или да се, тие служат само како маска во продлабочување на нееднаквоста, на сите форми на нееднаквост. За тоа бевме сведоци сите овие години наназад. Нашиот приот е следниот. Наместо погрешно е да се излегува секој ден со реклами за мерки и реформи, доколку немате крајна цел стопирање на нееднаквоста, решавање на нееднаквоста, кревање на доходот на многуте различни групи во општеството, а не само на некоја мала група која што е околу власта. Заради тоа ние мислиме дека треба да се подигнат 5 столбови, 5 основи да поставиме во Македонија, кои потоа долгорочно ќе ни донесат успех, односно ќе направат едно општество во кое што мнозинството граѓани ќе имаат доволно доход и ќе живеат добро. Првиот столб е одговорна власт и контрола на власта. Ова беше
ова беа работите што ги зборувавме минатата недела. Значи тука главно е дека сакаме да го разголиме работењето на луѓето на власта пред се преку радикално максимизирање на нивната транспарентност. Тоа е првата работа, и втора, поставување на контролни механизми пред се независно судство, надворешна контрола на полицијата и слободни медиуми кои што ќе ги ограничат тие луѓе да ги злоупотребуваат државните ресурси. Денес сме во втората недела. Денес ќе зборуваме за праведна распределба на доходот, излекување од сиромаштија. Значи, ќе видите зашто е тоа важно, дали ние го имаме. Ќе зборуваме во детали за тоа. Третата работа е развој на домашни капацитети и пристојна работа. Ние мислиме дека во Македонија мора да имаме државна поддршка за градење на една цврста основа на домашни предпријатија. Значи, тоа е основата на тој третиот столб. Четвртата, ние ја нарекуваме европска иднина и квалитетен живот, но мислиме дека мора да ги вратиме како приоритет евроатлантските интеграции на Македонија, но и да се обидеме во оние клучни основи на македонското општество. Здравство, образование, да се обидеме нив да ги градиме по некој европски терк, а не по адхок случај на кој како му одговара да искривува нешто и потоа да се рушат тие основи на македонската држава. И петиот столб, ние го кажуваме, градиме едно општество. Градиме едно општество значи пред се дека сакаме да ставиме крај на етничките тензии во општеството и да ги замениме со нови, практично, тензии помеѓу социјалните групи. Ние мислиме дека ако во тоа успееме, дека тоа ќе биде едниот од механизмите за да дојдеме до средна класа. Тука може да има и други објаснувања. Секако дека не можеме да направиме добра основа на економијата или инвестиции во економијата ако имаме етнички тензии во државата. Океј, првиот столб. Значи, првиот столб ни е практично за даночниот систем и за системот на социјални трансфери. Зошто тие се важни? Зошто е потребен? Зошто има потреба ова да го поставуваме како многу важно и да зборуваме тука од каде е потребата да менуваме нешто во него. Погледнете. Значи, ова е нееднаквоста, практично ова е нееднаквоста на расположливиот доход во Македонија, во споредба со други земји од Европската Унија. Кога веламе расположливиот доход, тоа значи дека тоа што останува од кога, значи, даноците ќе зафатат дел од доходот и потоа социјалните трансфери тоа ќе го распределат по некои граѓани кои што ги таргетира тој социјален систем. Гледате дека Македонија има многу повисока нееднаквост на доходот, на расположливиот доход во споредба со другите земји. Тука се во споредба Германија, Словенија и Данска. Втора работа што може да ја видите е дека нееднаквоста многу се зголемува низ времето. Имаме растечки тренд. Океј, ќе речете, овие земји може не се најсоодветни за споредба. Еве ги земјите од регионот. Албанија, Бугарија и Србија. Податоците требаше да кажам, тоа треба да знаете, се од стандардизирана светска база на нееднаквоста во доходот. Значи, ова се податоци од релевантна институција. Значи, тука може да видите дека Македонија има многу повисока нееднаквост на расположливиот доход и во споредба со земјите од соседството. Следно нешто. Сега, многу е важно, значи, ова е прашање кое што мораме во Македонија да го одговориме. Кој го прави проблемот? Проблемот може да биде од две страни. Прво, како пазарот ги распределува доходот. Значи, дали пазарот соодветно ги распределува доходите. Тоа е првата работа. И втората е, од кога пазарот ќе ги распредели доходите, дали овие механизми за редистрибуција, а тоа се даноците и социјалните трансфери, потоа ќе направат корекција. Ако го погледнеме како пазарот ги распределува доходите, пред во игра да стапат тие механизми за редистрибуција, како што се даноци и социјални трансфери, ќе видите дека Македонија и не стои така лошо. Значи, тука може да видите дека пазарната нееднаквост е пониска, например, од таа во Германија. А некаде е на ниво на Данска и на Словенија. Иако овој графикон убаво покажува дека оваа пазарна нееднаквост
се зголемува од 2005 со прилично силно темпо до денес. Сега, значи, пазарната нееднаквост, иако има растечки тренд од 2005 до денес, значи не е главниот проблем. Сега, погледнете го следниот графикон. Погледнете Македонија. Македонија е на левата, поголемата слика. Тука гледате, значи, со црвената линија е пазарната нееднаквост, а со плавата линија е нееднаквоста после корекцијата со даноци и социјални трансфери. И сега, што може да се види од овој графикон? Тука јасно може да видите дека во Македонија нема корекција. Значи, даноците и социјалните трансфери не се механизам за редистрибуција, односно не си ја вршат својата функција во Македонија. Апсолутно имаме проблем, значи на поставување во Македонија мора да се постави систем кој што ќе прави редистрибуција на доходот. А ова се може да речете, окей, може би е теоретско, но не важи во ниедна друга земја. Сега погледнете ги другите слики. Например, погледнете Германија. Земја која што имаше многу повисока, односно повисока пазарна нееднаквост од нас. Ја гледате на горниот графикон, каде што нееднаквоста во доходот доаѓа некаде до Gini индекс 50. Македонија е, таму завршуваме по двете линии, некаде 43-44. Гледате дека во Германија, од кога даноците, значи која ќе зафатат од доходот, социјалните трансфери, која ќе потоа ќе направат практично редистрибуција во општеството, нееднаквоста е значајно коригирана, намалена. И тука гледате дека Gini индексот се намалува некаде по 30. Гледајте, ќе речете, окей, Германија е тоа, многу е далеко од нас. Еве Словенија. Во Словенија е истата ситуација. Во Словенија имате Gini индекс во последната година за која што има податок 42, значи горе-доле исто како во Македонија, пазарна нееднаквост, но во Македонија пазарната нееднаквост воопшто не се коригира, а во Словенија даноците и социјалните трансфери, значи тие механизми на редистрибуција ја спуштаат на 25. Ја спуштаат скоро на исто ниво како во скандинавските земји. Тоа значи дека тамо тие механизми за редистрибуција функционираат, така и нас не. Океј, затоа сме тука. Денешната дебата ќе биде, значи ние така ја дизајниравме денеска да зборуваме за даноците, почнавме вчера во Кичево, ќе зборуваме за тоа како да дојдеме до праведен даночен систем. Ние имаме наши решенија, но ќе очекуваме од вас и да ги коментирате и критикувате, но и да дадете ваши предлози. Исто така, од утре натаму отвараме дебати кои треба да бидат промените во вториот елемент, значи во системот во социјалниот систем. Какви социјални трансфери ни требаат? Во недела дебатата која ќе биде тука ќе биде за социјални трансфери. Мила веќе излезе на прес со неколку наши решенија, ние имаме цел систем на решенија кои што мислиме дека се важни и ќе направат вистинска редистрибуција односно вистинската улога ќе им се врати на овие два механизми. Океј. Ова е една реченица која што може да се прочита во многу учебници по public finance. Сега, мислам дека е многу важна. Тамо вели, даноците произлегуваат од изборот на оптимална комбинација и балансот помеѓу неефикасноста на пазарот и неефикасноста на државата. Значи, имаме од една страна неефикасност на држава или може, ако земете во Македонија или во некои слични држави, слаби институции и од друга страна сакате да воведете даноци кои што ќе направат корекција на тие пазарни неправилности. Сега, овде прашањето е дали во Македонија ние ќе речеме, ние имаме слаби институции, не веруваме во нив и никогаш нема да се обидеме да правиме редистрибуција. Ние мислиме дека тоа не е, дека е тоа погрешно. Заради тоа борбата ја започнавме со првиот стоп. Првиот стоп практично значи дека ние ќе се бориме таа неефикасност на државата, неефикасност на институциите да ја коригираме. Значи, промените во даночната сфера не мислиме дека треба да бидат сами за себе, туку треба да одат паралелно. Значи, за тоа велиме дека мора до максимум да ја подобриме транспарентноста, да ја отвориме транспарентноста на трошењето на јавните пари и полека да се враќа довербата во тоа како се земаат даноците и како се трошат. Ја бев на постдокторски студии во Данска. Таму иако плаќаат маргинална даночна ставка најбогатите, некој процент, од над 50%, тие се среќни и задоволни како
Како државата ги троши нивните пари. Ние сме многу далеку од тоа. Но борбата за промени во даноците не може да биде сама. Ние гледаме како промена и значи и во ефикасноста на институциите. Ако читате теорија, мора да биде така. Океј, ако зборуваме за рамните даноци, тоа што тука цело време се форсираше сите овие години, дека е нешто најдобро и дека нема подобро од тоа да имате рамни даноци и ниски даноци, сега тоа во литературата се вика трка кон дното. Значи во многу трудови тоа може да се прочита. Значи еве ги земите. Започна во овие источноевропски земји во 94 година, кога Естонија прва воведе рамен данок. Потоа може да видите како следеа земите: Литванија, Летонија, Русија, Украина, Словачка. Значи се источноевропски земји. Балканот, нашиот регион, влезе во оваа трка рамни и ниски даноци 10 години подоцна. Значи Македонија, Албанија, Бугарија, Босна и така натаму. Сега, тука треба да знаете дека различни земји различно воведуваа. Некои од овие земји кои што ги гледате тука, значи воведува не во најчиста форма, не рамен данок. Ние имаме тука една од најчистите форми. Значи 10% данок за сите кои што опфаќа и персонален данок на доход и данок на добивка. Некои од овие земји воведуваа со модификации, на пример различни стапки за различни видови на доход. Може ова е добар податок кој што може да се прочита во еден извештај. Вели, регионот на Централна Азија и Источна Европа представува најголем даночен реформер во светот во последните 10 години, со намалување на вкупната даночна стапка на компаниите од 15,7% поени. Значи ова јасно ја покажува таа трка за намалување на даноците. Но исто така, можеби во најпознатиот учебник за јавни финансии има една убава мисла која што вели: промената е едно, а напредокот е друго. Сега, многу е легитимно прашањето дали имате рамен данок во оние земји, например во Германија, водечката економска сила во Европа, другите западноевропски земји, во Америка. Апсолутно не. Интересен е примерот за Германија. Во 2005 година конзервативците сакаа да воведат, имаа предлог за да воведат рамен данок. Иста стапка од 25%. Но практично во јавноста катастрофално поминаа, бидејќи многу професори излегоа со анализи кои што јасно покажаа дека ако воведат такво нешто, дека тие значи нееднаквоста во земјата многу ќе ја влошат. Практично тој немаше да изврши корекција она што го видовте. Заради тоа тогаш почна првата голема коалиција во Германија, бидејќи они изгубија многу голем дел од гласачите заради тоа. Зашто го кажувам ова? Во Македонија мора да почнеме да зборуваме за овие работи и да сватиме дека попаметните земји од нас поинаку ги прават работите. Како е во ЕУ, и ова е многу битно. Значи, ако зборуваме за даночното оптоварување, како процент од БДП, значи даночно оптоварување, даноци и придонеси, како процент од БДП, земјите се делат во две големи групи. Овие источноевропски земји, каде што имаат многу ниско даночно оптоварување, и исто така имате земји развиени кои што имаат многу повисоко даночно оптоварување. Сигурно овде е приказната повторно за тоа колку ви се ефикасни институциите. Исто така, новите земји членки имаат најголемо учество во тоа како го ја полна државната каса доаѓа од даноците на потрошувачка, како кај нас. Додека во другите земји, во развиените земји се даноци на труд. Значи, таму имаат многу пофер таргетирање на остварените доходи. А додека овие даноци на потрошувачка, практично кај нив оптоварувањето е повеќе на оние што имаат помал доход. И ова е битно да каже дека овие земји источноевропски кои што воведоа рамни даноци, веќе во изминативе години почнуваат и да се враќаат на поправедни даноци или прогресивни даноци. Еве Словачка во 2013 го замени рамниот данок со персонален данок на доход со две стапки, 19 и 25%, и една стапка на корпоративен данок на доход од 23%. Исто така Албанија во 2014, минатата година, воведе персонален данок на доход со три стапки, 0%, 13% и 23%. И исто така воведе и данок на доход од други извори со највисоката стапка, 23%.